Тетовскиот гитарист Дамир Пух продолжува да реди успеси. Овој пат тој е меѓу 8-те финалисти на светскиот надпревар за гитаристи и гитар Idol. На 13 септември ќе настапи во Лондон, во салата Лондон Олимпија, каде што ќе изведе неговата авторска композиција Flathead. Станува збор за еден од најпрестижните надпревари, на кој беа пријавени над 450 гитаристи од целиот свет, од аматери до професионални музичари. За Дамир ова е најголем успех и предизвик досега. Гитар Idol представува најпознат и најпрестижен гитарски надпревар во светот, кој се одржува од 2008 година. Ова е четврти пат кај што се одржува на светско ниво и на него се пријавуваат гитаристи од целиот свет, без разлика дали се аматери или професионалци. Годинава беа пријавени над 450 гитаристи, некои од тотални аматери, што ова име прв клип на YouTube и ова име нивно прво представување пред светот, до професионални музичари кои имале големи светски турнеи и неколку издадени албуми. Така да можам да кажам дека ова како успех за мене и општо како нешто кај што сум се пријавил е досега најголемо и во најголем размер. Пласманот во финалето на Гитар Idol за мене е досега најголем успех, поради тоа што надпреварот е толку голем и се пријавуваат такви свирачи. Конкуренцијата е огромна меѓу 8-те финалисти. Се работи за свирачи од светска класа кои имале претходно исто така големи успеси. Во врска со пријавувањето, начинот е стандарден како за скоро секој интернет надпревар. Се пријавуваш со едно YouTube видео во конкретниот случај, каде што предност се дава на авторската композиција и се цени техничката способност на гитаристите. На надпреварот жирито ја вреднува техниката, оригиналноста, вкусот и чувството на учесниците гитаристи, но и публиката има можност да гласа за своите фаворити. Гласањето беше комбинација од жири и од публика, со тоа што публиката имаше повеќе удел во првата елиминациона фаза од топ 100. Тоа беше на некој начин како полуфинале. Додека 8-те финалисти ги избра жирито. Тоа е нивен финален избор. Победникот ќе го бира жирито со тоа што ќе се земат во предвид и гласовите од публика до тој момент. Исто така, еден од судиите на надпреварот ќе биде Пол Гилберт од Mr. Big, што е и светски познат бенд и како гитарист еден од најдобрите рок гитаристи на планета во моментот. Така што и он ќе избере свој, претпоставувам дека е така, дека ќе избере свој фаворит без разлика на крајниот исход кој ќе биде Гитар Idol. Би било многу неблагодарно да прогнозирам било што уште пред да се оди тамо, ради тоа што квалитетот и нивото на сите 8 финалисти можам да кажам дека е скоро идентичен. Тоа се работи за нијанси, некој е поискусен, некој е понеискусен, некој има песна што би можела да подобро да се преведе пред публика во живо, некој е технички поспособен, така да све ќе зависи на самата вечер, кој како е расположен, кој има добар или лош ден. Тоа се толку ситни нијанси што големо влијание ќе има и вкусот на судиите, и реакцијата од публиката и гласовите, така да е многу неблагодарно да се прогнозира било што. Јас настапот го гледам повеќе како шанса за перформанс, како шанса за да настапам пред публика што не гледам секој ден. Свирам во друга држава, во друг град пред светска публика, пред жири, пред луѓе што се во таа индустрија многу години. Така да ќе пробам ментално делот од надпреварот да го ставам на страна и да не се замарам толку со крајниот исход, затоа што тоа колку што зависи од сам себе, зависи од многу други фактори што се вон контрола на било кој од 8-те финалисти, така да одам со намера да уживам, да си ја представам песната. Дамир Пух се пласираше во најдобрите 100, а потоа со комбинацијата на изборот на специјалното жири и гласовите од посетителите на веб страницата на надпреварот влезе во големото финале од 8 надпреварувачи. Сите финалисти ќе добијат награди, а вкупната вредност на наградниот фонд во гитари и опрема е преку $20,000.